ИПА Скопје, членка на ИПА Македонија и членка на една многу посериозна меѓународна организација во која што членуваат полициски службеници. Целта се разбира на сите полицајци ширум светот е да го чуваат, да го заштитат народот, луѓето, граѓаните, населението и да се грижат за нашата безбедност, а подетално за ова ќе разговараме со помошникот генерален секретар Даниела Трајчевска-Цветановска, дамата прва ја представивме, и со председателот на ИПА Скопје Орце Вановски. Добро утро, добре дојдовте во студиото. Добро утро, најдовме. Во сработка ќе почнеме со една хумана и благородна тема. Тоа е поводот што сте денеска тука. Во сработка со Црвениот крст на град Скопје или општинската организација Кисела вода, или Кисела вода, како што сакаат Скопјани да ја наречат, нели, организиравте крводарителна акција, уште една активност во низата со која се потврдува улогата што ја има полицијата во нашето општество. Па како помина оваа последна акција? Големо благодарам, Бране, за најавата. Чисто како подсетување, јас би кажал две реченици кои сме ние ИПА и што сме, иако мал број не знаат во државата, али работиме на тоа да не запознат. Добра најава и од твоја страна. Уште еднаш благодарам. ИПА е најголема полициска организација во светот, која што се создава 1950 година, 1 јануари, од страна на редникот Артур Труп во Линколншир. После тоа се шири низ целиот свет. Денес повеќе од 70 полиции од 70 различни држави партиципираат во организацијата, бидејќи од меѓународен карактер. Иначе основни цели, како е дојдено до крводарителската акција што имавме пред 2 дена, основни цели и принципи на ИПА се организирање и учество на разни настани, семинари, обуки, спортски надпревари, обезбедување на социјална и било друг вид на помош на нашите членови и членови на останатите граѓани што можеме да помогнеме. ИПА Скопје веќе 4-та поред традиционална крводарителска акција одржана 27 пред 2 дена со помош на општинската организација Црвен крст Кисела вода. И сведок сум на сите 4, сите крводарителски акции прогресираат, се поорганизирани подобри, со бројките веќе пред 2 дена имавме 43 наши членови кои што се пријавија да даруваат крв, од кои 32 единици крв собравме, што не е така за подседнување. Сметам дека 5-та ќе биде уште повеќе, 6-та, и беше многу интересно, забавно дружење и нормално хуманоста ја покажавме, бидејќи во нашиот статут стои као принципи, главно е и хуманоста кој што ја покажуваме на дело. На дело. Да. Кој се може да членува во ИПА? Дали членовите пристапуваат за некаков бенефит или која е целта? Целта на нашата организација е социјалниот живот на полициските службеници. Значи, социјалниот живот кој што ние, иако сме полициски службеници, сепак сме луѓе, граѓани кои што на некој начин треба да се организираме, треба да се дружиме. Има една парола кај нас на латински, серво per amiceko, кој што е услуга преку пријателство, кој што таа е мотото кој што се движи ИПА во светски рамки. Кај нас во ИПА Скопје има кажано еден слоган кај што ИПА е стил на живот, и ние така си го викаме и се дружиме и повеќе дружени сме посилни, затоа организираме различни настани, хуманитарни, помагаме кој што се обратил кај нас во рамките на нашите можности, секој пат сме излегле во пресред, сме помогнали и во иднина стоиме на тоа дека сме отворена организација, ако сме полицајци, бидејќи сме специфична организација. Структурата ни се 99% полициски службеници кои што се активни во работа на МВР, поранешни припадници кои што се, пензионирани припадници од МВР и припадници од МВР кои што доброволно го напуштиле МВР. Значи, таква ни е нашата структура и тоа не дава како еден вид на специфична организација во светски рамки. Каква е соработката, Даниела, со другите локални организации на ИПА во Македонија, со оглед на тоа дека Скопската е најбројна, нели нормално, бидејќи најголем број на полицајци има во главниот град. Како соработувате со регионалните, соседите, со европските, соседските организации? Ова е сепак организација со голема структура и со големо реноме низ светот. Ние како национална секција имаме над 7000 членови, кои над 3000 се во Скопје.
регионите, ние така се ги нарекуваме, имаме одлична соработка со нив и како што кажа претседателот Урце, всушност покрај хуманитарноста нас организацијата ни помага да се запознаеме со нашите колеги како во државава, така и надвор од неа и покрај нели хуманитарноста и останатите работи пред се кога нас би ни требало некаква помош како полицајци, па и на наши блиски, нели, сите ни излегуваат во пресред. Односно, ние на некој начин се кажуваме дека сме едно големо семејство, кое што можам слободно да кажам и дека нема граници. И можам да потврдам дека членовите на семејството во другите држави помагаат на луѓето кои што се во неволја или на кои што им е потребна асистенција од прва. Јас сакам следното прашање, Даниела, кон вас, но се разбира и Орце ќе одговори. Каков е предизвикот на жена во полициска униформа? Добро, јас можеби не сум баш соодветна да одговарам на тоа, бидејќи сум дипломиран електроинженер и работам за потребите на Министерството. Се соочувам секој дневно со настани се во полицијата и можам да кажам дека е исклучително професија што генерално мислам дека и жена може да ја работи. Не може, туку се докажува дека се работи. И сега Орце ќе ми одговори на прашањето директно. Ќе одговори на прашањето предизвикот, нели, каков е да се носи униформата, но и има ли предрасуди кон жените во полициска униформа? Од вас, само да додадам, без разлика дали визуелно ја носиш униформата или ја носи секој вработен во МВР, за обичниот човек, ќе кажеме, нели е човек во униформа, така што тоа е специфичноста на таа организација. Така. За мене униформата и полиција е нешто што е живот. Јас сум од 14 години во таа униформа и за мене е тоа нешто света работа. Значи не може со зборови да ви го опишам тука и секако е нешто предизвик самиот лично, кој што апелирам, тоа се некои магии, како да кажам, ако сакаш да бидеш полицаец од срце, од душа. И униформата, јас, кога сум униформа, чисто сум како да сум целиот јас. Бидејќи 29 години ја носам, заедно со средно полициско и 25 како работам, така да е нешто што не може да се купи со пари, нема вредност и неопишливо, а инаку за жените во униформа во полиција имам некои можеби предрасуди, ама имаме ние доста истакнато колешки кои што командирки, началници, успешни жени кои што си ја вршат, кои што ги рушат предрасудите, да, и оправдано е со нивните постигнати резултати, кои што јас сум бил на многу бројни сведок такви ситуации. Да ве отпоздравиме на крајот. Па само уште нешто. Да го повелете. Вака, ние имаме сега и да додадам, бидејќи месец на хуманост декември е кај нас, кој што ние забрзано правиме уште хумани акции. Во најава имаме еден предновогодишен хепенинг кој што треба да се случи некаде на 21 декември, каде што, да не ги забораваме и нашите најмлади кои што се нашите членови и деца. Секоја година, веќе трета година поред организираме, заедно со Дедо Мраз, Мики Маус, Спајдермен и сите останати, се договараме да направиме на забава, кај што ќе бидеме хумани, ќе дадеме пакетчиња, играчки, програма забавна од забавен карактер и посета секоја година на болница Козле, каде што не ги забораваме и болните дечиња кои што не може да дојдат на таков настан, така да ние одиме тамо со Дедо Мраз и компанија и носиме пакетчиња и тамо се Ако е на 25 знам дека 23 играат Црвена звезда и Партизан, па сум во Белград понеделнички. Пето како е, ете линковско вклучување, ете уште едно јавување да чисто да го регистрираме она што го правите. Ако е 21 следната седмица ќе известиме за она што сте го направиле. Секако функционирате на хумана основа, хумана димензија. Ви благодариме што ова утро ни бевте гости.